Тимот по роботика од Кочани, кој патуваше на меѓународниот надпревар во Детройт, се врати дома со огромен успех. Не само поради солидниот пласман меѓу најдобрите екипи од целиот свет и искуството што го стекнале таму, туку и поради согласноста конечно и во Македонија да се формира Лига за роботика, во која ќе се вклучат нашите училишта. Градоначалникот Илиев ги прими учениците и нивните ментори, кои детално го запознаа со учеството на надпреварот во Америка, но и за импресиите и новините што ги осознале таму. Тој им честиташе на успехот и рече дека општина Кочани и понатаму ќе дава поддршка за реализирање на идеите за формирање на лигата, за која интерес покажале 4 училишта од нашата општина. Со идеите кои ми ги пренесува секако ни дават шанса и ние како локална самоуправа да размислуваме и во буџетите да креираме ставки со кои ќе можеме вакви слични манифестации да поддржуваме во иднина и тоа посилно. Радува фактот што го слушнав и од менторите дека успеале ова година, значи да формират и лига во Македонија, што значи дека, како што разбрав, во иднина, во колку успеваме на овие регионални надпреварувања, на меѓународните надпревари, ќе успеваме да се надпреваруваме и под наше знаме, што е секако еден голем напредок, еден оголем успех и е за поздравување. Успех на нашиот тим по роботика не е само пласманот меѓу најдобрите 30 екипи, туку и договорот да се формира лига, со што Македонија нема да ја представуваат нашите екипи под знамињата на другите држави, рече менторот на тимот Гордан Анастасов. Бевме во првата четвртина од 107 тима, значи некаде околу 23-4 место. Постигнавме и воедно сакам и да се заблагодарам на сите поддржувачи кои што дадоа се од себе, како што општината, Ротари клубот со кој што почна сета оваа приказна, потоа фондот за иновации, стопанственици кои што ни излегува во пресред за сето ова да можеме да го реализираме и да отпатуваме во Америка на надпреварот кој што ја представувавме прво нашиот град, нашата држава. Резултатите, јас мислам дека импресионираат за толку краток период, постигнавме огромни резултати и исто како што спомна и градоначалникот, еден од најголемите успеси е тоа што успеавме конечно да го подпишеме договорот или да добиеме лиценцата да можеме и ние да организираме наша лига, да не надстапуваме под туѓи држави. Учениците кои учествуваа на меѓународниот надпревар во Детройт се уште полни со импресии од престојот таму, рекоа дека тоа е огромно искуство за нив, но и поттик да продолжат со ист интензитет. Ние си поминавме извонредно и сме фасцинирани од се што таму видовме. Ова искуство кај нас врачи на еден начин една огромна инспирација за понатаму да продолжиме да се трудиме, да работиме и најмногу од се да истражуваме се околу нас. Бидејќи нашата држава досега немаше своја лига, кочанските ученици настапуваа под знамето на Србија, каде претходно го освоија првото место во Фрст Лего лигата, а победија и на регионалниот Адрија надпревар во Словенија. Нивното учество на надпреварот и престојот во Детройт го помогнаа Фондот за иновации на Република Македонија, општина Кочани, локалниот бизнис сектор, како и нашите иселеници во Соединетите Американски држави.